подпредседателя. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, во мојот говор во однос на предлог буџета за 2024 година, јас ќе се осврнам пред се на две теми, а тоа е темата на животната средина, поточно на аерозагадувањето, нешто што е многу актуелно овие денови, и секако темата култура. Да почнеме од областа животна средина, односно, како што реков, најактуелната тема деновиве, тоа е енормното аерозагадување, кое што го смести не само Скопје, туку и други градови, значи на цела територија на Македонија, не смести во првите 10 најзагадени градови во светот, што е навистина не е добро. Меѓутоа и покрај тоа што ние во оваа амандманска расправа за овој буџет предложивме десетици амандмани од областа на животната средина кои на никој начин ги следеа предложената програма Можеме на СДСМ од 2020 година, понатаму ги следеа потребите на граѓаните и она што е најважно ги следеа експертските ставови и мислења. За жал, тие амандмани не беа одобрени, иако сите беа во насока на подобрување на состојбата на воздухот пред се. Овие амандмани беа поднесени во соработка со невладиниот сектор преку така наречената интерпартиска парламентарна еко-група, во која што членуваат пратеници од сите пратенички групи, од сите партии во собранието. Меѓутоа, за жал, освен ние пратениците од ВМРО-ДПМН и од пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија, ние не видовме други амандмани кои што беа слични како оние што беа предложени од експертите или исти, ниту еден амандман подпишан или поднесен од владеачкото мнозинство. Јас ке се бидејќи ова, како што кажаа моите претходни колеги, ова е последен буџет кој што се носи на предлог на оваа влада, на СДСМ и ДУИ. Јас само ќе кажам дека никако и оваа еко-група која што работеше изминативе 3,5 години беше еднострана и за жал членовите на таа група кои што беа истовремено и членови на Комисијата за буџет и финансирање, како да не се членови на таа група. И јас ќе потсетам сега што вие ветивте во 2020 година, а што се случи во 2024 година, на крајот на вашиот мандатот. Значи, вие во програмата Можеме во 2020 година сте ветиле зголемена контрола на загадувачите, но за жал бројот на инспектори во Министерството за животна средина не е доволен и не се зголеми како што ветувавте. Ветувавте употреба на еколошки горива, не ги одобривте нити тие амандмани. Користење на обновливи извори на енергија, енергетски ефикасни објекти, и за тоа имавме амандмани минатата година и ова, и тоа не го одобривте. Промовирање на одржливо управување со отпад, 3 амандмани беа во однос на управувањето на отпад и тие не беа прифатени. Заштита и зачувување на природата и биолошката разновидност, се даде предлог со 2 амандмани за изработка на студија за ревитализација на Студенчешко блато и за прогласување на Кожев за национален парк на природата, и тоа го одбивте. Да не зборам за зелен транспорт, нешто што сте го ветиле во 2020 година, а ние денеска сме во состојба да немаме никаков железнички транспорт кој што се смета за зелен транспорт. Замислете, Европска унија планира до 2030 година сите дестинации кои што ќе бидат помали од 500 километри, па дури и до 1000 километри, да бидат со железничен транспорт, а ние немаме никаков железнички транспорт во моментов во државата. Сте ветиле, она што е највидливо е дека до 2024 година ниту една државна институција нема да се грее со стари нееколошки системи за грејење, односно сите јавни институции кои се мапирани ќе се донесат одлуки на најсоодветни решенија, тоа е поврзување на централно парно грејење на газ и слично. Трет пат поднесуваме амандман за замена на начинот на грејење на 3 болници кои што се во централни, густо населени предели во Скопје, тоа е болницата во Козле, Керијатрија во Ѓорче, Завод за рехабилитација во Центар. 3-та година поред го одбивате амандманот. Повторувам дека сите пратеници од владеачкото мнозинство беа против овие амандмани
И јас навистина не можам да разберам зошто тоа не го направивте, бидејќи доколку се усвоја амандманите, сумата ќе беше само 0,15% од вкупните расходи на буџетот, кои се над 6 милиарди. Меѓутоа, јас сега ќе свртам на една друга тема и ќе кажам дека вие до толку не се грижите за развојот на државата, за животната средина, образованието, науката, па и културата, што оваа година повторно буџетот за наука е под 0, односно е 0,01. Страшни работи. Зашто не се предвидени средства со овој буџет? Не се предвидени средства за континуирано мерење на тешки метали во амбиентниот воздух, не се предвидени средства за купување на мерни инструменти за PM2,5, PM10 и другите штетни честички, не се предвидени средства за поставување 200 автоматски пиезометри низ државата за мониторингот на подземните води, ако и тоа не е препорака од Европската унија. Не се предвидува, не се доделија средства, внимавајте, помалку од 10.000 евра, тоа е 535.000 динари за поставување на домашен изум на шмулкувачи на околу 1000 метри кубни на час на издувни гасови од сообраќај на 3 места во Скопје на најфреквентните раскрсници. Ова беше навистина срамата што не се привати овој амандман, бидејќи станува збор за домашен изум, за домашен производ. Тоа ќе направеше многу голема разлика. И не се одобрија средства за поставување на 1000 филтри од домашно производство, како и за субвенции од 300 евра за поставување на плински уреди во 1000 возила. Замислете, доколку имавме ваква програма, дека во петокот кога беше колапсот на сообраќајот во Скопје, немаше да биде толку многу загадено, бидејќи дел од возилата ќе беа на газ. Значи, многу амандмани не се прифатија и мене навистина не ми е јасно како вие тоа се грижите за екологијата и животната средина, како што ветувате секоја година. Особено повторно ќе се вратам на оној амандман за замена на еколошки горива, бидејќи заменик министерот за финансии кажа дека имало за тоа заем од ЕБР за енергетска ефикасност, меѓутоа мене навистина не ми е јасно зошто од 2020 до 2024 година, 4 години поред, ова не се реши и не се направи. И покрај тоа што ние навистина баравме секоја година, истиот амандман го дадовме и не се прифаќаше. И вие треба да одговорите зошто. Во однос на културата, скандалозно е што овој предлог буџет на Министерството за култура повторно се носи во отсуство на национална стратегија за културата. Значи, нешто што не може да се дозволи, колеги, најлогично е тоа. Мора да имате национална стратегија за да планирате буџет, за да планирате како ќе ги распределувате средствата. Нашата национална стратегија за културата, за жал, доцни една година и повеќе. Повторно истата ситуација како и претходната година, додека континуирано се зголемува буџетот на Република Македонија, од 2017 навамо во континуитет се намалува вкупниот процент на култура кој што се одвојува од буџетот. Тоа што расте буџетот и што растат сумите, не значи дека расте и поддршката за, особено во програмата. Па така, во предлог буџетот за 2024 година, учеството на буџетот за култура е 1,34%, а најалармантен е податокот дека од овие 1,34% само 0,53% се учествува во програмски активности, односно реализација на проекти согласно годишната програма. Вие ќе кажете дека е зголемен буџетот за култура, како сума е зголемен, да, но тоа се должи на зголемувањето на платите и немојте да молам да се фалите со зголемувањето на платите, дека тоа е ваша заслуга, тоа е заслуга на самостојниот синдикат на културните работници во Македонија, кои што сами се изборија за пристојни плати. Во споредба, можам да кажам дека, например, еве ќе земам 2010 година, кога буџетот бил за култура 2,24% од вкупниот буџет, а сега е 1,34%. Нешто што е нотирано и во европскиот извештај, односно во извештајот на Европската комисија за Македонија, дека буџетот за култура процентуално постојано се намалува и во пат. Значи, имаме проблеми во културата, односно во финансирањето на културата од многу во сите ставки и како што реков, тоа е заради намалувањето на програмските средства во сите области на културата. Па затоа ние исто така и тука дадовме доста амандмани со цел да го подобриме состојбата во културата и финансирањето и со цел да можат националните институции и другите корисници во културата да реализираат програма.
бидејќи не може да се реализира со толку малку средства. Анализата на предлог буџетот вели дека од вкупниот буџет на Министерството за култура 55,95% се наменети за плати, а 44,05% за програмски активности. И тука треба да се напомене дека во делот за плати и надоместоци не се предвидени средства за нивно согласување со најавеното зголемување на минималната плата предвидено за месец март. Во месец ноември се присилија културните работници да потпишат ново решение, но ќе видиме што ќе се случи во јануари, кога ќе добие Министерството за култура тужби. Нема стратегија и претходна анализа и во однос на креирањето на културните политики, што доведе до неприфатливи небулозна ситуација. Тоа се повторно платите на вработените во Министерството за култура, Управата за заштита на културното наследство и Агенцијата за филм, чија администрација ги администрира сите културни институции во државата, тоа се многу, но нивните плати се значително помали од оние на културните работници на администрацијата во културните институции. Што значи дека не се предвидува повторно зголемување на 30% на платите од овие три институции. Управата за заштита на културно наследство е повторно во катастрофална ситуација. Почитувани колеги, почитувани представници на владата и почитувана македонска јавност, очигледно дека оваа влада не си ги следи сопствените одлуки. Па така, во однос на споменикот аквадуктот во Скопје, како и за проектот во обновување на Свети Климентовиот универзитет на Плавшник, владата не ги испочитувала ниту го земала во предвид своите заклучоци. На 101-та седница на владата на Република на Македонија, одржана на 24 август 2021 година, се вели дека се обезбедуваат средства за потреба за обезбедување на средства за експроприација на недвижен имот во границите на споменикот аквадут во Скопје, со што владата ја задолжува Управата за заштита на културно наследство и Министерството за култура во соработка на Министерството за финансии да ја разгледаат можноста за обезбедување на соодветни средства за УЗКН за 2022, 2023, 2024 година во вкупен износ од 199 милиарди 140 милиони денари. Напоменуваме дека ниту оваа одлука не е земена предвид при донесување на буџетот за 22 и 23 година, а за 24 година во оваа ставка се предвидени само 30 милиони денари, кое што е многу помалку од она што самата влада го определила. Истото се случува и за реализација на универзитетот во Плавшник, каде се предвидени наместо 50 милиони денари само за 23 година и 22 милиони 700 денари за 24 година, во 23 година немаше, во 24 имаме само 23 милиони денари. Значи, собствените одлуки не се почитуваат. Буџетот на Агенција за филм, да не почнеме да збориме за Агенција за филм, знаеме каква е состојбата, катастрофална, една година веќе се бара разрешување на директорот, сите институции алармираат дека таму е страшна ситуацијата, дека има многу голема незаконитост, меѓутоа нема никаква реакција од страна на владата, се уште е директорист, веде директорист и од човек кој што е под сериозна присмотра од државните институции за контрола. Средствата во филмската дејност се повторно намалени, при што е заборавено исто така дека од овие средства треба да се финансираат не само филмови, туку и ТВ серии. За приоритети и цели за 2024 година во однос на филмската дејност, повторно недостасува исто така и некоја стратегија, односно не некоја, туку стратегијата за филмска дејност која што е потребна. Значи немаме никаква стратегија. Немаме стратегија ниво секторот културно наследство. Таа стратегија веќе ја чекаме неколку години, но никако да дојде на ред. И намалена е ставката за културно наследство во опасност, односно заштитата на движно, недвижно и нематеријално културно наследство, и затоа ние баравме покачување на средствата со овие амандмани. И само во однос на амандманите баравме амандмани за покачување на програмските дејности во сите области, значи и за музичко-сценска, и за фолклорна, и за издавачка дејност, и за драмска дејност. Меѓутоа, зашто? Затоа што баравме зголемување на средствата во програмски активности, како што кажав. Овие институции не може да имаат средства помали од она што е потребно.
и на самата комисија дебатирав за ова, не може да се направи квалитетна представа со 800.000 денари, ако сакаме да биде тоа навистина квалитетна представа. Не може да се направи балет или опера со лимитирани средства. Тоа се големи, грандиозни, културата е скапа работа. Ако сакаме да ја негуваме, треба повеќе средства. Сигурно не волку. Сите овие, особено во издавачката дејност, алармантната состојбата, бидејќи во 2023 година веќе беше намален буџетот за 38,27% во однос на 2022 година. Сега сите знаеме за инфлацијата која што се случува на глобално ниво и колку се поскапени сите материјали и колку е се поскапено во однос на материјални трошоци, но од објавените износи на проекти кои беа поддржани преку годишната програма на Министерството за култура се гледа дека во 2023 беа намалени за скоро 50%, а за оваа година исто така има повторно намалување, што е навистина неприфатливо и за тоа баравме зголемување на буџетот и во овие ставки. Значи сите амандмани беа одбиени. Ниту еден амандман не беше одобрен, а стануваше збор навистина за амандмани кои што ќе им помогне на културните институции, бидејќи самите вие сте свесни дека средствата во програмските активности се намалени. Извештајот на Европската комисија многу убаво кажа дека во однос на културата има постојан пат. Се детектира и самиот извештај кажува дека немаме национална стратегија за култура, дека доцни и при недостаток на една ваква национална стратегија ние навистина не можеме да планираме. И затоа не е ни чудно што е буџетот ваков збунувачки, небулозен. Се даваат средства, ама тоа не се развојни. Значи, вие не планирате развојна програма. Ова се дадени средства за плати, колку да се замолчат луѓето, граѓаните, но не се дадени средства за развој. Затоа 7 години нашава држава стои во место. 7 години ништо не се направи. Ниту еден објект не се започна. Се даваат секоја година пари за библиотеката и театарот во Тетово, никако да завршат. И тоа големи средства се даваат. Секоја година се повеќе и повеќе. Секоја година се издвојуваат средства за турски театар. Секоја година се издвојуваат средства, меѓутоа никако да започне проектот. Никако да започне. Јас сега гледам на голема врата вака се најавува проектот за реконструкција и изградба на центар за македонскиот јазик во селото Љубојно и старото училиште во Љубојно. Пред да ми се јавите на реплика и да се пофалите со ова, само ќе ве потсетам дека во 2020 година лично тогаш премиерот Зоран Заев се сликаше пред школата во Љубојно и најавуваше проект дека тоа ќе се случи, дека тоа ќе биде. Значи секоја година се најавуваше тој проект. Еве сега повторно во ноември минатиот месец Министерката за култура го најави проектот. Не велам јас, да, направена е документација, меѓутоа ви треба 4 години да започнете еден проект, ви треба 4 години да заковате една шајка. Немаат време веќе граѓаните да чекаат. Немаат време веќе граѓаните да читаат и да слушаат лажни ветувања. Страшна е состојбата во културата, да не збориме за што се случува со кадарот. Но тука сме да збориме за буџетот, не за тие работи, а буџетот очигледно постојано се намалува. Таквото намалување на буџетот и во културата, јас се држам за овие две области, и во животната средина, е катастрофално, бидејќи тие две области, почитувани колеги, почитувана македонска јавност, не се политички. Ниту животната средина треба да биде предмет на политиканство, ниту пак културата, бидејќи тие две области се за сите граѓани, како и сите други области во државата, во општеството. Но за овие две сите ги чувствуваме последиците. Сите дишаме загаден воздух. Вие бевте тие кои што се шетаа со газ маски, кои што најавувавте дека се иселуваат младите заради загадувањето, заради ова, заради она. Што се случува сега? Каде е, почитувани колеги, програмата Зелен развој? Каде е? Исчезна. Каде е фондот за животна средина кој што вие го најавувавте? Се уште не е направен. Каде се возовите, каде се сите тие зелени агенди кои што ги најавувавте? Никаде. Среќа што ова е последен буџет кој што вие го предлагате. Ви благодарам.
Реплика Жаклина Лазаревска.